Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. По бурните реакции за годишната програма на Министерството за култура, решивме подлабоко да влеземе во морето од институции и организации и суми. Еве 3 проекти во издавачката дејност кои биле оценети исто со 80 бода, а добиле различен процент од средствата што ги побарале. Издржани ли се критиките за етнички и партиски клуч при делењето на парите во културата? Издавачите на македонски јазик или авторите македонци добиле околу 55% од парите. Кај издавачите на албански јазик или авторите албанци се доделени околу 41% од средствата. 23 милиони евра потрошени за 1,5 година за надворешна механизација од Елем. СДСМ ветуваше, но Рек Битола се уште не доби собствени машини. Уверен сум дека успешно ќе завршиме таа набавка и дека на крајот на 2019 година ќе имаме собствени машини. Од конвенцијата на ВМРО ДПМН е за избор на Гордана Силјановска за председателски кандидат. Оценати што освои гласови повеќе од, например, Ѓорчев кој што е партиски. Делегатите одлучија. На крај делегатите одлучија. Чекувавте поголема поддршка од делегатите? Само дека делегатите слободно се изјаснија. Локалната власт во Охрид и невладините организации затекнати од изјавата на премиерот Заев во прилог на инвеститорот што гради хотел во Лагадин. Таа изјава го верифицира заправо грабежниот криминал што се одвива. Дури и негирање на она што од нив беше јасно побарано и што ветија дека пред да дојдат на власт дека ќе го исполнат. Фондот за иновативност го поддржа овој проект со 100.000 евра. 30.000 евра е практично партиципација на собственикот, 30% се средства на собственикот, остатокот се средства на фондот. Саботажа. Со најавените содржини ќе се вратиме по кратка пауза. Се посилно се чувствува предизборна атмосфера. Аргумент за ова се денешната средба на оваа тема меѓу Заев и Ахмети и викенд конвенцијата на ВМРО ДПМН на која беше избран кандидатот на опозицијската партија за претседател на државата. ВМРО ДПМН ја продолжува праксата да номинира непартиски кандидати, воспоставена во 2004 со Сашко Кедев и повторена во 2009 и 2014 со Ѓорги Иванов. Гордана Силјановска-Давкова, универзитетска професорка по уставно право и политички систем, има 63 години, а во 1992 стана министерка без ресор во првата влада на Бранко Црвенковски. Исцртувајќи ги врските со ВМРО ДПМН, Силјановска рече дека патиштата им се сретнале во 2001 за време на конфликтот, во 2004 со ставот против новите општински граници и сега со позициите против законот за јазици и против договорот од Преспа. Атмосферата од саботниот собир на ВМРО ДПМН е во Струга од Славица Филиповска. Партиското знаме на ВМРО ДПМН викендов се вееше на Центарот за култура во Струга. Ова бил единствениот слободен простор на тој датум што собираше стотини гости. Меѓу првите пристигнаа неколкумина поранешни градоначалници и актуелни обвинети од СЈ. На влезот ги чекаше некогашниот прв човек на правда Михајло Маневски. И обвинетиот за насилството во Центар, Александар Трајковски, кој беше до Будимпешта да го посети бегалецот Никола Груевски, беше делегат на конвенцијата. Иако раководството официјално немаше фаворит меѓу кандидатите, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН индиректно го демантираше тоа. Партиската младина беше задолжена и за регистрација на делегатите. Камерите кон нив се свртеа кога дојде лидерот на партијата. Меѓу присутните имаше и многу нови делегати, непознати за пошироката јавност. Иако новите лица беа освежување, официјалниот почеток на конвенцијата потсети на старите пракси. Лидерот Христијан Мицковски уште во воведното обраќање порача дека овој пат бојкотот не е опција за опозицијата. Дека ова не е истата ситуација како она со референдумот. Одговорницата од која некогаш се зборуваше за ножиња во грб, сега се слушна за хушкачи. А што се однесува, повторно ќе се вратам, до оние хушкачи во десниот блок, кои се слуги на власта,
за чие сценарио, напишано од Бихачка, ке зборам во друга прилика, ке им порачам сега овде од Струга. Нема да успеете. И почна изборот на претседателски кандидат со 15-минутно обраќање на секој од нив. Уште при нивното набројување стана јасно дека еден недостига. Број 7, Филип Петровски, доктор на политички науки и поранешен директор на Државниот архив на Република Македонија. Представувањето одеше по азбучен ред, а на некои им беше јасно дека немаат шанси уште на почеток. Оној кој ќе биде избран, ќе добие мојата подршка. Кандидатите се представија со шаренолики говори. Имам исто така голем број млади, немажени, неженети. Тоа всушност значи за намалување на граѓанството на Република Македонија. Ќе предложам референдум за знамето 16 крако сонце и за грбот лав на Република Македонија. Ако не помине, како втор чекор ќе поддржам, ќе побарам поддршка од граѓаните на Република Македонија за собирање на 100.000 потписи, како сите народи што имаат право на свое знаме, свое грб и ние имаме право да си го избереме нашето знаме и нашиот грб. Во десните партии не може да функционира договорна политика. Тој код во одреден временски период со влегување на политики од левицата го хипнотизира ВМРО-вецот. Некои бараја посебни услови за подобра концентрација. Ако може вентилацијава да ја исклучат кратко, за да може да се чуеме. Владко, извини, не е вентилација, грејење. Изминативе 7 дена, мислам дека го постигнав рекордот на обиколка на Македонија. Мотивиран сум затоа што само така ќе победиме. Не со еден настан дневно, туку со 15 настани дневно, низ цела Македонија, на терен, и со лајкови, и со 2 кила кал на кондурите. Говорниците не ја подгреја атмосферата, ниту салата. И Мицковски беше принуден дел од говорите да ги следи стоејки до греалка. Додека стигна редот за негово обраќање, Филип Петровски се појави во салата. Кажа дека ако ја добие довербата, без пардон ќе ги поништи Преспанскиот договор, законот за јазиците и ќе предизвика предвремени парламентарни избори. Не се ставајте на ризик со аплауз. Веднаш по обраќањето, Петровски ја напушти конвенцијата во придружба на членови од партијата на Јанко Бачев. Победа за Македонија. Ред дојде и за единствената дама меѓу кандидатите. Христијанка сум, значи една од потомките на Лидија од Македонија. Низините критики за владата ги кренаа на нозе делегатите. Заевизмот не е само авторитаризам. Заевизмот е ментална матрица. Кажувам, заборавам, негирам. Од По говорите следуваше гласањето. Гласачко ливче во кутијата пушти и екс-амбасадорот во САД Васко Наумовски, кој со години беше дел од преговорите за името, а чиј исход беше главна мета на критика на целата конвенција. Додека течеше гласањето, членките на комисијата за избор Лилјана Затуровска и Светлана Карапетрова го фотографираа секој гласач. Притисок зошто? Во која смисла притисок? Сепак, можеби некој сака да абстинира да не гласа. Па ако абстинира, нема да биде тука пред кутија да гласа. Ако не сака да гласа, тој ќе си биде надвор. Со тоа што ќе слигате овие што гласа, ќе знаете кој не гласа. Не е во таа смисла, не е во таа смисла. За убави спомени, бидејќи ова е убав момент, ова е демократија, сите гласат слободно, гледате дека има паравани. Објаснувајќи се со новинарите, членките на комисијата за малку ќе пропуштеа да го евидентираат гласањето на партискиот лидер. Координаторот се среќа Нека победи најдобриот. Секогаш победува најдобриот. По 2 часа стигнаа резултатите.
гласаа 519 делегати, а најмногу гласови освои 408 на број кандидатот и кандидат за претседател на Република Македонија Гордана Силјановска-Давковска. Првиот поздрав за надпартиската кандидатка, како што самата се декларира, беше со партиско скандирање. Победничката на конвенцијата се обрати со поглед вперен кон лидерот. Мене ми е јасно дека не може да се оди на избори, а камоли да се победи, ако зад вас не застане силна партија. Мајка на нацијата. Очекувавте поголема поддршка од делегатите? Мислам дека делегатите слободно се изјаснија. Силјановска е признат универзитетски професор и во нашата држава и на меѓународна сцена, така да и посакувам среќа и верувам дека таа ќе биде едниот претседател на Република Македонија. А и ова асоцира на едноумието как број на гласови кои што ги доби изненада? Не, зашто гледате имаше демократска атмосфера. Имаше агитирање, условно да кажам, по општинските комитети и другите кандидати. На крај делегатите одлучи. Изненади што освои гласови повеќе од, например, Ѓорчев кој што е партиски? Делегатите одлучија. Конвенцијата се заокружи со по уште една изјава за медиумите на Силјановска и Мицкоски. Силјановска не собра сили да се огради од проблематичниот пост на Фејсбук за трагедијата кај ласкарци на незината колешка и блиска пријателка Билјана Ванковска. Понекогаш затоа јас бегам од Фејсбук, кога се изразувате лаконски, овозможувате интерпретација на кажаното, но интерпретацијата повеќе говори за интерпретаторите, одешто за оние кои напишале. Јас верувам во слобода на говор, морам да ви кажам, и да бидам искрена, не би сакала Република Македонија да се занимава со вербални деликти. Ке биде интересно да се слушне коментарот на професорката по уставно право, која како кандидат за претседател вчера предвреме ја почна кампањата. Или одговорот повторно ќе биде, како што самата знае да рече, дека едно е наука, а друго политика. $23 милиони евра потрошени за 1,5 година за надворешна механизација од Елем. СДСМ ветуваше, но Рек Битола се уште не доби собствени машини. Уверен сум дека успешно ќе завршиме таа набавка и дека на крајот на 2019 година ќе имаме собствени машини. Од конвенцијата на ВМРО ДПМН е за избор на Гордана Силјановска за претседателски кандидат. Изненади што освои гласови повеќе од, например, Ѓорчев кој што е партиски? Делегатите одлучија. На крај делегатите одлучи. Очекувавте поголема поддршка од делегатите? Мислам дека делегатите слободно се изјаснија. Локалната власт во Охрид и невладините организации затекнати од изјавата на премиерот Заев во прилог на инвеститорот што гради хотел во Лагадин. Таа изјава го верифицира заправо градежниот криминал што се одбива. Дури и негирање на она што од нив беше јасно побарано и што ветија дека пред да дојдат на власт дека ќе го исполнат. По бурните реакции во јавноста за начинот на кој се распределени парите во годишната програма на Министерството за култура, решивме малку подлабоко да влеземе во морето од институции, организации и суми, за да извлечеме заклучоци базирани на факти. Сакавме да провериме дали се издржани критиките за етнички и партиски клуч при делењето на средствата и што велат споредбите со минатата година. И лани имаше бурни реакции за програмата, па иако Роберт Алагјозовски не замина веднаш од министерското место, беше реконструиран неколку месеци подоцна. Незадоволството сега е главно насочено кон актуелниот министер Асаф Адеми, кадар на партијата на Африм Гаши, едно од крилата на Беса, кој е градежен инженер и пред да дојде во ресорот култура беше службеник во општина Гостивар и амбасадор во Данска. Еве до какви наоди дојде Александар Димитриевски. Поминаа точно 10 дена откако Министерството за култура објави кои проекти ќе ги поддржи годинава како национален интерес. Секоја година има незадоволни, но никогаш толку како годинава. Културата не може и не смее да биде монета за подкусурување и пеглање на партиски интереси на поединци. Деновиве бев известен дека сум одбиен бидејќи сум немал доставено покана од организаторот. Јас денес дојдов да видам, бидејќи знам дека доставив покана.
и го отворија тоа пликото со моите документи, а вика тука била поканата. Гласни беа и национални установи, политички партии, член на комисијата даде издвоено мислење, а друг се повлече од Советот за култура. Доволно за прв пат годишната програма да биде од интерес на друга институција. Новите антикорупционери ќе истражуваат дали при распределбата на средствата во годишната програма за култура се работело противзаконски. Дали критиките и проверките ќе сменат нешто или се ќе остане по старо, ќе се одлучи на средба меѓу министерот за култура Асаф Адеми и премиерот Зоран Заев. Во меѓувреме, 360 степени погледна подлабоко за да провери што точно содржи програмата и дали држат критиките. Вака на компјутер изгледа годишната програма за поддршка на културата. Поделена е во 11 дејности, а секоја дејност има по неколку подкатегории, или вкупно 27 во целата програма. Секоја подкатегорија е Excel документ во кој е напишано кој проект и автор е поддржан, колку пари барал авторот, колку му дава министерството и каква оценка добил проектот. Првата важна бројка до која дојдовме е дека уметниците, локалните и националните културни установи, но и професори, уставен судија, други институции и фирми побарале вкупно 28,3 милиони евра поддршка од Министерството за култура. Во оваа бројка не се вклучени парите побарани за проектите кои што целосно беа одбиени. На крај Министерството за култура одлучило да поддржи проекти со вкупна вредност од 9,3 милиони евра. Поделено по дејности, најмногу пари одат за музичка и музичко-сценска дејност, околу 2 милиони евра. За драмска дејност околу 1,5 милиони евра и близу 1,3 милиони евра за издавачка дејност. Останатите добиваат од 1,1 милиони до 15.000 евра. Токму за дејностите во кои поддршката е најголема, имаше и најголеми реакции. Во музичка и музичко-сценска дејност тоа беа критики дека не се најдоа пари за Скопскиот джез фестивал. Одговорот на Министерството беше не ги доставиле потребните документи. Според анализата на 360 степени, најголем дел од колачот во оваа програма оди на Македонската опера и балет, на Охридско лето и на Македонската филхармонија, за представи и други трошоци. Или вкупно за овие институции одат 1,25 милиони евра. Близу 300.000 евра одат на контото на следните 10 на ранг листата, во најголем дел приватни продукции и здруженија. Доминираат настани или фестивали од Тетово, како здруженијата Алегрето, Артал, Джезинг Арт, кои добиваат пари за фестивали, концерти и джез фестивал под шара. Не можевме да најдеме повеќе детали за приватната фирма Inbox Entertainment, бидејќи вакво име не постои во централниот регистар. А интересно е затоа што за организација на фестивал има добиено 50.000 евра, што е најголема сума за индивидуален проект по националните установи. Остатокот од парите, околу 400.000 евра, го делат повеќе од 100 субјекти. Втората најголема програма, драмска дејност, беше мета на критики, затоа што дел од театрите добиле значително помалку средства за проекти од минатата година, за сметка на други кои што добиле многу повеќе. Дел од оние што критикуваа препознаа и етнички клуч во оваа распределба. Фактите се следни. Намалени се парите за проекти на МНТ за околу 30%, на Драмскиот театар за околу 10%, за театарот во Битола за околу 30%, за Турскиот театар исто така за 30%, но и за театарот во Тетово за околу 25%. Повеќе пари од лани добиваат албанскиот театар од Скопје за речиси 30% и предсено во формираниот театар во Гостивар, кој добива сума која е половина од наменетата за МНТ. Речиси исто како лани добил театарот Комедија. Ако на купчето се додадат и парите за сите други добитници на средства во драмската дејност, фестивали, локални установи, правни и физички лица, па потоа се направи груба поделба според јазикот, математиката вели дека околу 61% од парите одат во театри, фестивали или представи кои ќе се играат на македонски или ги организираат институции и правни лица кои ги водат македонци. Околу 35% од средствата завршиле кај театри, фестивали или представи кои ќе се играат на албански јазик или ги организираат институции и правни лица кои ги водат албанци. Остатокот е за другите јазици. Избор направен според јазикот, етничката или политичката припадност е критиката и за програмата за издавачка дејност.
И тука направивме груба пресметка според имињата на авторите, сопствениците на издавачките куќи или темата на книгите. Пресметката покажа дека издавачите на македонски јазик или авторите македонци добиле околу 55% од парите. Кај издавачите на албански јазик или авторите албанци се доделени околу 41% од средствата. Остатокот е за организации или автори на другите јазици. Ако се поредат по висината на добиените средства, најмногу пари од оваа програма одат за струшките вечери на поезијата. Следува поетската манифестација Денови на Наим и семинарот за македонски јазик. А потоа повеќе издавачки куќи, како на пример Лума График, Енеа, Литера Груп, Шкупи, Ватра. Меѓу нив се и две јавно познати имиња: Арс Ламина од Скопје и Арберија Дизајн од Тетово. Компании кои повеќе години ги добиваат тендерите за печатење учебници и други владино финансирани проекти. И едната и другата имаат добиено по околу 18.000 евра. Нивното учество отвара повеќе прашања за начинот на субвенционирање во културата, бидејќи во последниот годишен финансиски извештај имаат пријавено профити од 1,8, односно 3,2 милиони евра. Во долгиот список на добитници може да се најдат и имиња на повеќе универзитетски професори. Некои од нивните наслови делуваат повеќе на учебници што ќе ги купуваат студентите отколку на литературни дела од национален интерес. Друг интересен пример е што меѓу списанијата за култура, субвенции има и за политичкиот месечник Шења. Меѓу добитниците има и политички интересни имиња. На пример, близу 6.000 евра добило Сдруженијето Диван, каде меѓу основачите се јавува пратеникот Зекир Ромчиловиќ. Ова здружение добило пари минатата година, но тогаш значително помалку, околу 2500. Клучното прашање е тогаш, по кој принцип е одлучено кому колку пари да му се доделат. Министерството за култура тврдеше дека за прв пат постои бодување кое е транспарентно објавено. Но токму тука има голем проблем. Еве 3 проекти во издавачката дејност кои биле оценети исто со 80 бода, а добиле различен процент од средствата што ги побарале. Проектот на издавачката куќа Вока 4 е поддржан со 45% од побараните средства. Проектот на Фуркан ИСМ со 46%, а проектот на Лума График со 80% од побараните средства. Ако за репер ја земеме висината на побараните средства, овие 4 субјекти предложиле проекти за кои барале поддршка од 100.000 денари. Александар Кујунџиски добил 86 бода за својот проект, а му биле одобрени 50% од побараните пари. Сите останати во оваа табела добиле помалку поени за своите проекти, но повеќе пари. Врв на нелогичноста во овој пример е тоа што авторката Стефани Арсовска, чиј проект е најниско оценет во оваа конкуренција со 78 бода, добила најмногу, дури 70% од тоа што го побарала. И за крај, само во издавачката дејност се поддржани околу 750 проекти. Владата е с големи транспарентноста за секој да може да види кој за што добил. Но се уште нема каде да се провери дали сите проекти за кои се дадени пари на крај на вистина се реализираат. И како? Со овие сознанија сакавме да го соочиме министерот за култура Асаф Адеми, но од здравствени причини тој не беше во можност денеска да одговори на нашите прашања. Остануваме отворени за ставовите на Адеми во некои од следните изданија на 360 степени. Премиерот Зоран Заев прво повика, а денеска и најави повлекување од работните места на дел од роднините на функционери од власта. Антикорупцијска изброи вкупно 18 проблематични примери што ќе ги испитува, од кои најголем број се во АД Електрани на Македонија, ЕЛЕМ. Акционерското друштво во државна собственост, чија примарна дејност е производство на струја, и за време на претходната владеачка гарнитура беше примамливо место за вработување поради високите плати, а од сегашната власт, тогашна опозиција, беше посочувано и за пример на испумпување народни пари во приватни џебови преку милионски тендери за ангажирање на дворешна механизација во РЕК Битола. Што се смени и дали нешто се смени со смената на власт? Од Петар Клинчарски. Електрани на Македонија или скратено ЕЛЕМ е синоним за најпосакувана државна компанија за вработување. Во очите на јавноста е и синоним за непотизам. Од 18 случаи на вработување на функционери од власта, што ќе ги проверува антикорупцијската комисија, 1/3 се во ЕЛЕМ.
Внатре во самата компанија ние правиме дополнителна анализа на тоа како одредени лица успеа да се вработат во нашата компанија. Актерите се менуваат, но не и трендовите. Сегашната власт, кога беше во опозиција, обвинуваше дека ВМРО ДПМН вработува во Елем по партиска линија. Вработувањето на нови 625 партиски војници ќе значи дополнителен притисок за цената која што ќе го плаќаат сите граѓани преку ново поскапување. Уште еден тренд останува ист. СДСМ како опозиција за ангажирањето на дворешна механизација за транспорт и ископ на јаглен велеше дека е кражба на столетието и најавуваше дека кога ќе дојде на власт, Елем ќе купи своји машини. До сега ништо од ова не е реализирано. Уверен сум дека успешно ќе ја завршиме таа набавка и дека на крајот на 2019 година ќе имаме сопствени машини. Ти пушти СМС за овој за Елем. А што беше тоа за Елем, кажи ми? Па ти нели ми се јави за тој Владимир Поповски, што ми го пушти по СМС за вработување за конкурсот. Да, знаеш дека да заборев кој ургираше за тоа што правеше, како беше таа. Ти заборави, ама му завршивме работа. Не завршивме работа, така? Да, за Елем ќе ти се јави. Знаеш дека има конкурс. Знаеш кои се пријавени, ќе ги направиш, ќе кажеш кој треба да помине не. Кој сакаш да ти го направи тоа? Ама директоре, мене не ми е дадено, значи, за овие и за овие решавај. Треба да знам за кој место, значи, има таму по образование. Ама што да ти е дадено, ти си во Хец Маврово, вработен си. Знаеш дека има конкурс објавен. Ќе си прашаш кои се пријавиле на тој конкурс. Списокот ќе си го земеш од горе, ќе си ги провериш. Во 2015-та, јавноста ги слушна разговорите што ги објави СДСМ како доказ за партизирање на државните институции и фирми со членови на ВМРО ДПМН. Една од нив беше и Елем, компанија кога тогашната опозиција и предходно ја обвинуваше за недомакинско работење. Сосема е нејасно зошто има потреба од толку ново вработени во Елем, кога нема ништо изградено. Вообичаено, бројот на вработени во хидроелектраните е многу мал, што уште повеќе најавите за нови партиски вработувања ги прави сомнителни. 5 години по оваа изјава, СДСМ и ВМРО ДПМН ротираа на позициите власт-опозиција, но приказната Зелем како да не се смени. Нема аудиоматеријали, но вработувањата на ќерката на Талат Джафери, братот и синот на пратеничката Мира Стојчевска, сопругот на државниот секретар во МВР, Магдалена Несторовска, сестрата на министерот за култура Асаф Адеми, дедото на Александар Кирацовски, излекоа во јавноста и повторно отворија сомневања за партиско фаворизирање. Внатре во самата компанија ние правиме дополнителна анализа на тоа како одредени лица успеа да се вработат во нашата компанија. Во однос на вработувањето на господинот Виктор Стојчевски, ќе кажам дека тој е вработен овде во Елем. Меѓутоа, во однос на другите вработувања, ќе кажам дека тие се направени во други подружници, односно во РЕК Битола, во ХЕС Маврово, исто така и во ФОД Битола, подружници кои имаат целосна автономија при изборот на своите вработени. За апелот на премиерот Зоран Заев сите нововработени роднини на функционери да се повлечат од работните места, Миновски вели дека тоа е нивна лична одлука. Во меѓувреме, ќе ги чека одлуките на антикорупцијската комисија, која отвори постапка за овие случаи. До крајот на 2019 година, планот на компанијата е да вработи дополнителни 500 лица, привремено или на неопределено време. Од нив, 72 веќе засновале работен однос во првите 2 месеци од оваа година. Во таа бројка се и блиските на функционерите. Една од тезите на СДСМ од опозиција беше дека новите вработувања во Елем се целосно неоправдани, зашто иако расте бројот на вработени, паѓа производството на струја. 2017 година ја дочекавме со 4900 вработени во компанијата. Имавме 4080 гигават часови, за во 2018 година да имаме помал број на вработени, 4730 вработени, меѓутоа имаме зголемено производство. Не е толку големо, видливо, меѓутоа се надеваме дека во наредниот период со производство 4500 гигават часови и со број на вработени околу 4730 ќе произведеме електрична енергија онолку колку што е потребно, дополнително за продажби на електрична енергија на слободниот пазар и ќе направиме подобри финансиски резултати од работењето на компанијата. Едно од главните ветувања на Миновски датира од пред година и половина кога ја презеде функцијата.
а тоа е дека новото раководство ќе го напушти трендот на трошење вратоглави суми за ангажирање на дворешна механизација, пред се во Рек Битола. Но праксата е идентична со претходната. Точно, бидејќи се уште немаме набавено помошна и циклична механизација, наша собствена од компанијата. Во март минатата година објавивме тендер за набавка на помошна механизација, за потребите на АДЛ, меѓутоа беа пријавени неколку компании, голем број на компании, при техничкиот диалог беа поставени многу прашања и анализите покажаа дека со сегашниот закон за јавни набавки, каде што цената е единствениот критериум за избор на најповолен понудувач, квалитетот ќе изостане и дека ќе купиме машини и опрема кои нема да ги задоволат потребите на компанијата, а парите ќе се потрошат. Направените анализи покажаа дека е подобро да почекаме да влезе во сила новиот закон за јавни набавки, каде што и квалитетот ќе биде една од можностите за избор, односно за рангирање на компаниите, и каде што ќе може да купиме навистина квалитетна опрема. За времето на Миновски потрошени се 23 милиони евра за ангажирање фирми кои копале јаглен и јаловина или обезбедувале помошна механизација во рударско-енергетските комбинати. Фирмите што добиле најмногу од парите се истите од годините кога на власт беше ВМРО ДПМНЕ, Марковски компани и Пелистер Битола. Фондот за иновативност го поддржа овој проект со 100.000 евра. 30.000 евра е практично партиципација на собственикот, 30% се средства на собственикот, остатокот се средства на фондот. Саботажа. Власта, централната и локалната во Охрид се во небрано по изјавата на премиерот Заев во прилог на инвеститорот што гради хотел на крајбрежјето во Лагадин. Пред изјавата на Заев, СДСМ повеќе пати излегуваше со реакции дека станува збор за незаконска градба и бараше поништување на дозволата. Како сега ќе се постави локалната власт во Охрид, која е под контрола на СДСМ, особено што следуваат избори за нов градоначалник во општината, и дали Заев ги имал сите информации кога рече дека ако треба и лично ќе се ангажира за да овозможи продолжување на градбата, од Никола Здравковиќ. Охрид е наше и светско културно наследство. Наша должност и обврска е да го чуваме за идните генерации. Нема поигрување со Охрид и со езерото. Правиме се за да го сочуваме статусот на УНЕСКО. Вака говореше премиерот Зоран Заев пред година и пол, кога со картата УНЕСКО од Охриѓани ја бараше до вербата за својот градоначалнички кандидат. Денес кога Охрид е под ризик да биде прогласен за загрозено УНЕСКО подрачје, меѓу другото и поради градежната експанзија на крајбрежјето, премиерот како да заборавил на своите заложби. Најсвеж пример е обраќањето кон инвеститорот на хотелот во Лагадин, за чија градба и неговиот СДСМ тврдеше дека е нелегална. Премиерот интервенира заради тоа што правото е на ваша страна. Министерот интервенира и правото е на ваша страна. Дури и да постои правно формален аспект во одделението за урбанизам, не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде да. Ке се реши проблемот, ако треба ќе ја земам сега второстепената одлука во мој раци, ќе дојдам тука. Инвеститорот ја застапува тезата дека врз основа на општиот акт донесен од општината во 2015 година, законски добил дозвола да гради, а мештаните се борат да докажат дека општиот акт е неуставен, а со тоа и дозволата за градба ништовна. Изјавата на Заев дополнително долеа масло на огнот и ги натера лагадинци да побараат средба со него. Сите ние сме убедени дека премиерот немал доволно информации за да може една таква изјава да даде. Таа изјава го верифицира заправо градежниот криминал што се одвива моментално во село Лагадин, покрај крајбрежјето со самиот хотел. За жал тоа е така и затоа ние и припремивме едно писмо до премиерот и побаравме прием кај него по основ како здружение, велам, по основ на сето ова што се случи до сега.
Инвеститорот Никола Толески пак изјавата ја толкува како потврда дека тој е во право, а за свој адут ги смета и 6 второстепени одлуки на Министерството за транспорт и врски дека може да гради. Вели дека општиот акт е работа на општината и дека тој ги спочитувал сите закони, зашто обезбедили 23 потребни документи. Единствената забелешка е, вели, дека не почнал со градење во пријавеното време, зашто смета дека е пропуст на надлежните. Кога веќе бев на последната плоча, од општина Охрид дојде решение со образложение ми се одземат одобрението за градба. Причина се наведуваат све дека правилно сум почнал одобрение за градба, едно друго све сум му изградил како што треба, но по барање на Државната градена инспекција, према записникот кој беше за предпочеток на градижни активности, тие го третираат како записник за почеток на градижни активности, ради тие ме стопираат и викаат према член 63 став 1 и 2 да се одземат одобрението за градба. Приметба друга немам. Освен мештаните и инвеститорот, состојбата будно ја следи и невладиниот сектор, каде изјавата на Заев беше жестоко дочекана. Идејата е да се воспостави суспензија сега, за да може да се направи соодветен план за да се управува со подрачјето. Тоа беше нешто што како влада пред да дојдат на власт, го многу јасно го комуницира и го потенцира, затоа што тоа им беше дури и делот од нивната кампања кога беа во Охрид, како ќе го развиваат Охрид. За жал, наместо да видиме таков терк, ние гледаме тотално обратен, дури и негирање на она што од нив беше јасно побарано и што ветија дека пред да дојдат на власт дека ќе го исполнат. Неколку дена по Заев се огласи и веде градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски, кој на активистите им забележа што не реагирале на време. Сепак, од Охрид СОС, каде членуваат и мештани на Лагадин, кажуваат поинаква приказна. Напротив, ние во 2015 година бевме најактивни. Кога јас се обратив до општината да побарам планска документација за Лагадин, што е право на секое физичко лице и индивидуа да добие увид во таква документација, наместо да добијам јас или било кој од лагадинци увид во документацијата што е планирано да се прави во Лагадин, наместо тоа јас бев повикана на сослушување и едно месец дена бев малтретирана да одам таму по полиција и бев обвинувана за секакви работи, злоупотреба на потписи и така натаму, што побарав документ кој што ми следува. Од едната страна е општиот акт кој му дозволува на Толески да гради, од друга е проблематичниот начин на кој тој акт е донесен. Експертите сметаат дека проблемот датира уште од 2013-та, кога со измените на Законот за урбанистичко и просторно планирање, многу урбанистички планови се заменети со несоодветни заменски акти. Овде се направени два неверојатно погрешни чекора. Првиот, создавање на потполно неуставна аномија, вадење од правен поредок на населба која што има историја на законско и планерско развивање. И вториот чекор што од кога се испразни просторот од регулатива планска, општината го пополни со несоодветен акт. Од таму тоа е вистинската генеза на овој проблем. Така што за мене тој практично не е возможно да се навистина правично да се разреши доколку се гледа само моменталната состојба или состојбата од пред 2 години да ја земете како стартна, како да ништо не постоело претходно. Засегнатите војуваат, експертите советуваат, а УНЕСКО се чини го губи трпението. Во една од 19-те препораки недвосмислено стави до знаење дека е потребно запирање на големите градби во центарот и долж крајбрежјето. Тоа беше повод за Собраниската комисија за култура на надзорна расправа минатиот јули да донесе 24 заклучоци за заштита на културното и природното богатство. Се укажува на владата да ги исполни сите 19 препораки од реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО, со посебен акцент на препораката број 6 за прогласување на времен мораториум на сите градежни активности во Охридскиот регион се до донесување на потребните планови. Од комисијата велат дека овие предупредувања не би смееле да се игнорираат, бидејќи извршната власт по дефиниција треба да ги почитува одлуките на собранието.
Кон крајот на минатата година, Македонија поднесе извештај до УНЕСКО за сработеното по препораките. Но дали извештајот е одраз на реалната слика? Имајќи предвид дека извештајот потенцира дека во самиот регион се разгледувани само 33 барања за некаква урбана трансформација, а од тие 33 барања за само 8 е дадено зелено светло, е тотално лага, затоа што на секоја седница на советите на општините во трите општини, нели на чијашта територија се наоѓа Охридскиот регион, поминуваат минимум по 50-60 на легализација на девоградби. Лажејќи во тој извештај, сметам дека само полошо права за самиот регион. Ипак регионот е наситен, со тоа што ја извитоперуваме сликата, не значи дека вистината нема да стигне до УНЕСКО, затоа што и ние како граѓанска организација и нашите колеги доставуваме засебни извештаи до УНЕСКО во кои што вистински ја презентираме сликата онаква каква што е. ВД градоначалникот Константин Георгиевски е веќе третиот човек на чело на општината, во чии раце се наоѓа врелиот Костен Лагадин. До 24 овој месец, општината треба да одлучи дали ќе остане на својот досегашен став и зградбата да биде забранета или ќе ја уважи одлуката на второстепената комисија при Министерството за транспорт и врски, изградба сепак да има. По еднонеделните неуспешни обиди да организираме интервју, денеска самите дојдовме во просторите на општината. Поради работни обврски градоначалникот не беше тука, но во телефонски разговор ни кажа дека предметот се уште е во разгледување и постапка. Посебна приказна во случајот е Уставниот суд, каде иницијативата на лагадинци за оценка на уставноста на општиот акт стои во фиолка веќе 2,5 години. Не одете никаде, по уште една пауза е саботажата. По петочната пауза поради денот на жалост, саботажата се враќа во 360 степени. Обидот да се избегне индивидуална одговорност неминовно води до незино дифузно ширење низ системот кој во такви услови предизвикува незино дополнително распространување. Наместо јасно лоцирање, таа дислокација само зборува за дефункционален модел во кој се може, ама изгледа не се сака. Тоа може само министерот за внатрешни работи го направи. Вие не го познавате министерот за внатрешни. Значи ви кажувам, Вие сте и подпредседател на СДС. Очигледно дека зависат многу работи од функционери со кои имате проблем за комуникација. Не, за државните работи се нема слух и има лоша врска, но не и за ситните услуги кои на многумина крупно им помагаат. Тогаш очигледно добро функционира размената на информации, па тие протекуваат, откривајќи ги каблите преку кои се воспоставува чудовишен систем на институционални семени стебла, кои веќе одамна се разграниле, и кај оние кои божем сакаат да ја искоренат таа најпродуктивна сорта што ја раѓа македонската природа. Почитуван колега, дали за вас е непотизам вработувањето на вашата сопруга во Центар за социјални работи во Скопје, која подоцна е префрлена во Тетово во времето кога вие бевте председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, и вработувањето на вашата балдъска како во канцеларијата на народниот правобранител? Веќе тука. Веќе не сме таму, и треба да му се стави крај и секој да понесе вина за поведението, сегашно или минато, за воиднина. Пред таква ситуација сега е исправена и опозицијата, која според толкувањата не само што има проблем со себе, туку и со политичките преселници кои се населија во гнездото. Веројатно сега ќе биде и следната задача на ВМРО ДПМН, тоа е да го убеди пред се собственото членство на оние неутрални, така наречени свингери гласачи. Употребата на тој термин во аполитичка смисла асоцира на друг тип група која не е оптоварена од вообичаените норми и се базира на поширока вклученост за исполнување на задачата. Во неа не припаѓаат оние кои се тесногради и конзервативни и ним однапред им е јасно дека тој, нивниот филм, веќе никој од таму не сака да го гледа. Јас побарав и видео бим
да имам една презентација, сакав да ја пуштам. За жал, ми беше одговорено дека нема видеообим. Па сега гледам дека има, ама не е важно. Во сосема друга улога, пак веројатно мотивиран да партиципира за да му биде доделен Кубертеновски ореол. Свесен дека ловориките се за некој друг, а не за него, се согласи да трча во губитничка трка со задача да биде ВМРО-вскиот пейсмейкер во председателската трка. Но очигледно е дека ниту неговата енергија веќе не е доволна за да го стопли срцето на лидерот. Ако може вентилацијава да ја исклучат кратко, за да може да се чуеме. Владко, извини, не е вентилација, грејење. Драги браќа и сестри, На крајот, универзитетскиот колега кого власта се уште го грее, па 3 пати во еден здив, паѓа на испитот по брза пресметка на бројки и проценти. Фондот за иновативност го поддржа овој проект со 100.000 евра. 30.000 евра е практично партиципација на собственикот, 30% се средства на собственикот, остатокот се средства на фондот или, кратко речено, од 10 милиона денари, 7 милиона дава фондот, 3 милиона дава собственикот на проектот. Кога не се даваат од собствениот, туку од джебот на граѓаните, тогаш за парите не е во ред да се вадат непрецизни бројки. Добро е тоа да се знае, дури и кога се зборува за мали суми и за мали проценти. Толку за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22. Вие останете на Алсат и погледнете ги вестите во 23 часот.